Од денеска стартуваат нови 7 оперативни мерки за намалување на невработеноста. Стартуваше програмата за самовработување, стартуваше програмата за субвенционирање на плати, обука на работно место кај познат работодавач, обука за стручни квалификации според барање на работодавачите, обука за побарувани занаети, програмата за практиканство и програмата за работно ангажирање јавни работи, каде што општините се исто така наш партнер во реализација на активни мерки и политики за вработување. Посебен акцент се става на младите невработени лица до 29 години, како и на корисниците на гарантираната минимална помош. Планот го поддржува само вработувањето, но и отварање нови работни места, раст на платите и поддршка за вработување на лица со попреченост. И сето ова ќе ни даде можност да активираме 8.000 проектирано, сега повеќе од 8.000 граѓани во нашата држава кои што ќе треба да бидат вклучени во програмите и очекуваме да најголем дел од нив бидат вработени. Затоа што зборувавме и со председателот на Стопанската комора. Државата подкрепува со креирање на програми за дуално образование, со вклучување на тренинг програми во самите фирми, но и тие мора да инвестираат. Можноста да го решат најважното екзистенцијално прашање во регионот имаат 8.920 евидентирани невработени граѓани, од кои 1.357 се млади до 29 години старост. Да упатаме еден апел до сите граѓани кои бараат работа, да не чекаат повеќе, да аплицираат за мерките и да ја зграбат оваа шанса која се отвара за сите. Владините милиарда денари, предвидени за реализација на оперативниот план 2019 е највисок износ досега и е за речиси 3 пати поголем од 2014 година, кога за истата намена беа исплатени 406 милиони денари. Се работили за решеност да се намали драстично бројот на невработени во државата или висината на сумата има некаква врска со предстојните претседателски избори, е прашање за дилема и индивидуално толкување.